Добре дојдовте во Green is Easy, каде што одржливоста се среќава со едноставноста. Ова е соработка на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Ласнињас Дел Тул, коосновани од Европската Унија. Уживајте! Денеска зборуваме со Ирина Тошева. Здраво, Ирина, како се? Здраво, одлично. Супер, многу ми е мило што почнуваме една приказна со Green is Easy, каде што зборуваме за различни зелени тематики и практики. Па на почетокот би те прашал како почна приказната на Ирина? Мојата приказна искрено почна многу спонтано. Морам да признавам дека модата всушност ми беше втора љубов, не ми беше прва љубов. Но како што викаа дека професорите секогаш имаат многу голем печат во нашиот живот, така една професорка по биологија ми ја вадеше душата во средно. И го смени мојот животен пат. Во меѓувреме имав среќа да се отворат модните академии, затоа што претходно немаше кај нас такви факултети. Да ја добиам поддршката од мојата фамилија и да се насочам натака и на 10 години матура да и се заблагодарам на мојата професорка. Биологија. Да, што ми го смени целиот животен пат и еве да бидам она што сум денес. Супер, браво. А кажи ми како беше твојот преод од едно обично нешто па одење кон модата? Какво чувство будеше тоа кај тебе? Па, секогаш многу сакав да цртам, но како започнував со сите оние активности во основното училиште, дека ние тогаш одевме на англиски, на германски, на јазици разни, имавме многу обврски и знам дека мајка ми секогаш ми викаше многу ми е жал дека престана да црташ, значи секогаш тоа многу ме интересирало креативноста. И професорот во средно по ликовно, што никогаш искрено не го сваќавме толку сериозно, секогаш ми викаше: "Ама ти имаш многу осет за дизајн, може треба нешто такво." Првично не го сваќав сериозно, навистина уживав во неговиот предмет и ги цртав цртежите на пола клас. Но ета така некако се случија сите околности, многу ми беше важно и тоа секогаш исто го спомнувам, особено зашто и вашиот подкаст е наменет за млади, дека поддршката од родителите е навистина многу важна, со оглед на тоа што доаѓам од фамилија каде што сите се научници, професори, доктори, значи јас сум црната овца во фамилијата, креативецот, и многу ми е драго кога им соопштив на моите родители дека сакам да го сменам мојот животен пат во трета година средно, дека сакам да се насочам кон креативните индустрии. Само ме праша дали си сигурна и дали си свесна дека кога ќе завршиш факултет треба се сама да направиш, дека ние едноставно не сме дел од тој свет и не знаеме ништо. И на нив исто сум им многу длабоко благодарна и затоа со задоволство вака секогаш ги спомнувам по интервјуа. Така да, поддршката од фамилијата пред се, но и на крајот кога ги завршив студиите, тука е упорноста, значи ако не сум била упорна, ако не сум била многу дисциплинирана, кога си сам свој газда, многу е важно да бидеш и дисциплиниран. Секогаш сум станувала рано, затоа што сум знаела дека наутро сум попродуктивна отколку навечер и секогаш, например, моите другарки ми се чуделе зашто стануваш толку рано кога не си на работа. Викам едноставно сакам да си го фатам редот и да си деневната го пишам. рутина. Да, денот порано и ден денес си се држам до некои такви рутини. Супер, се веќе ми ја начни втората тема, пошто навиката е многу битна у животот, особено не знам, станување рано, здрава исхрана или вежбање. И сега имаме тука и некои зелени практики, зелени навики. И кои се, например, дали уствари има во твојот бренд некакви такви навики, зелени навики, дали во конотација со тимот, дали можеби на индивидуално ниво и на кој начин придонесуваш ти за еко-френдли, за екологијата? Па јас сум свесна дека мојот начин на живот се одразува и моите навики се одразуваат и на мојот бренд и сметам дека е многу важно не да имам еден бренд и да кажам дека е зелен, а да живеам живот што не е зелен. Никој не е совршено одржлив, значи не постои ни еден ни моден бренд, ни фирма, ни човек што може да биде совршено одржлив во денешно време. Сите имаме некои мали гревови или што ги правиме, но доволно е да размислуваме на одредени работи и да некогаш да се решаваме да не купувам импулсивно, например. Значи секогаш гледам тоа да го правам, а не само да го зборувам по интервју, а да одам сега после ова во некој трговски да купам затоа што се распродажбите, а не затоа што тие облеки во тој момент ми треба. Така да сметам дека личните вредности на некој начин си се покажуваат и во самиот бренд,
А во однос на мојата етикета, на брендот, уште од почетоците сум работела одржливо, иако не сум била тогаш свесна, затоа што пред 13 години кога почнував, концептот на одржливост не ни постоеше, мислам, не се ни зборуваше за тоа кај нас. Едноставно секогаш правев по едно парче од одредена креација, не правев ново додека немам некоја нова нарачка. Тука е секако нели економскиот момент, нашата земја, треба да бидеме нели свесни сепак каде живееме, на некој начин голем дел од моите колеги работат одржливо, иако можеби другите практики не се баш одржливи, ама ете во однос на количините, или па сите имаме некои мали количини, значи немаме големи количини. Но со текот на годините, како дознавав за концептот на одржливост и се насочував натака и еве сега и на студии сум во таа насока. Имам и други работи кои ги правам, како например веќе пред неколку години започнав кривите ги работам дигитално. Значи немаме тука непотребни харти, нема трошење материјали, прототипи, значи целиот тој процес освен што е забрзан, не се трошат други ресурси, туку се прави се дигитално и на крај имаш финалниот крој, можеш одма да започнеш со работа. Тука се и материјалите, веќе долги години обрнувам многу големо внимание на материјалите, не само да се природни материјали, се трудам и да се со еколошки бои, да се со одредени сертификати, односно нешто што ми гарантира дека се тие материјали како што треба и дека на кожата на оној кој ќе ги купи, што ќе ги носи, ќе бидат пријатни. Секогаш сум била поборник за удобноста и тоа сметам дека на некој начин одржливо, затоа што не е само работата да го продадам тоа парче облека на клиентот и да го носи еднаш за одредена свечаност или нешто, и едноставно зашто не му е доволно удобно да не го облече уште еднаш. Затоа сум гледала секогаш да биде удобно и практично и да го носат неколку пати. Тоа дури сум го правела и во венчаниците, затоа што нели обично не треба да се носат уште еднаш, ама имам среќа да доаѓаат невести кои се така кул и откачени кај мене позитивно, и да им предложам ако фустанот не е класичен, понатаму да го разделиме, значи да се направи некоја опција за да можат да си го носат во некои други прилики, затоа што зашо да не го облечат уште еднаш, два пати, три пати. Така е. Отколку само да им фаќа место во плакар. Други практики кои ги имам се исто од последниве години, 3-4 години со текстилните материјали во однос на текстилниот отпад, на остатоците. Гледам да ги реискористувам колку што можам повеќе, така всушност и настана идејата на мини Ирина Тошева, тоа е под етикета на мојот бренд за миленици, каде што покрај текстилните остатоци од локални фабрики се користат и остатоците од мојот бренд. Тој официјално ќе почне од оваа есен, веќе 3 години го спремам, никако да го пуштам, ама од оваа есен можам да открием кај вас дека ќе го пуштиме официјално, а исто и одредени парчиња на материјали ги донирам во текстилните училишта со проектите кои што работам, затоа што за жал текстилните училишта на многу нивоа се заборавени и кубурат со материјали и секогаш гледам колку што можам да давам кај нив. А исто има и тука ќе би ја спомнала и Матриошка, која беше ученичка на една нашите лански обуки за шиење, која си има свој бренд за плетење куклички и сега започна да, благодарение на тоа што научи многу подобро да шие, да прави и подлоги за бебиња кои што се игриви, не знам, со одредени за моторички вештини, не знам точно како се викаат. И сите шарени парчиња материјали кои се интересни за бебиња, за мали деца или со некоја одредена текстура, затоа што тоа е поентата да реагираат и на допир. И ги давам на неа и она потоа си ги користи во своите дизајни. Со колешка баш кога ги правевме прашања од прилика концептов и вика, леле, викате, молам праша како за облеката за кучиње, па се прашам зошто облека за кучиње, еве конкретно од Наталија, поздрав до неа. Вала, поздрав до неа и од мене. И тоа излезе спонтано, мислам дека во пандемијата, особено тие првите неколку месеци кога бевме изолирани, мислам дека здравиот разум си го задржав благодарение на милениците, односно тогаш имав само еден миленик, мини, затоа е мини Ирина Тошева, значи освен што е мини верзија Ирина Тошева, тука е мини. Во меѓувреме вдомив уште едно кутре од мојата викендица и многу работев со неа затоа што за жал имаше многу големи трауми. И мислам дека освен тоа што јас на некој начин ги спасив нив, затоа што им дадов дом и тие на некој начин ме спасија мене,
нели особено во тој период затоа што секогаш работам обкружена сум со луѓе, а тоа беше период кога нели сите бевме изолирани и мислам дека благодарение на нив го задржав здравиот разум и затоа така мислам и некако излезе идејата да биде баш бренд за миленици, не првично сум се да биде бренд за деца, ама некако сакав да биде за миленици, иако мини Ирина Тошева значи дека може ќе биде и детска колекција понатаму, значи не мини верзија битно ќе биде, да ќе видиме зашто точно. А во меѓувреме во 2021 пролета беше надпревар од зелени идеи. И многу беше интересно дека претходно имаше некоја држав онлайн предавање на одредена конференција, а нас секогаш ни кажува на дизајнерите од текстилниот кластер дека ние не смееме да ги земаме текстилните остатоци од фабриките. И ние нормално дизајнери кои дизајнери не отвараме закон да прочитаме, како некој ти каже не може, викаш добро, верет не може. И на тој настан се обратив имаше човек од царинската управа и баш му се обратив дека зборов јас за циркуларна економија. И викам, не може, ние сакаме циркуларната економија да ја поттикнеме во Македонија, ама едноставно не можеме, не ни даваат фабриките, викаат дека законот не дозволува и царината не дозволува. И човекот ми вика, нема врска, не е тоа вистина. Ми го земам контактот, следниот ден се видовме, ми ги објасни сите начини како тоа да се направи и затоа тоа си го сметам искрено и за лична победа, дека го побив тој мит на некој начин и не ја држав таа информација само за себе, таа беше несебично споделена и со Fashion Revolution по нивните канали, а исто и со сите мои колеги кои се професори на одредени академии, напишавме заеднички мејл со царинската управа да ги известиме дека според тој закон вака и вака, значи фабриката ако ти каже не може, не, еве го законот, значи можете да ни го дадете текстилниот отпад. И така аплицирав на зелени идеи, победив на национално ниво и требаше следната година да започнам, чекав првен да заврши пандемијата, па потоа почнав со студиите и цело време нешто излегува тој период, а не сакам чисто онака да го пуштам, туку сакам да си биде нели спремено како што треба. Во меѓувреме добив и 160 кг материјал од една фабрика. Подпишавме договори со Лајка, затоа што идејата на етикетата е всушност дел од средствата да бидат донирани дали во Лајка, дали во одредени организации и да се поттикне на некој начин вдомувањето, а исто и манекени да бидат кутриња кои всушност чекаат дом, значи да се добијат поголема видливост и да се надеваме дека ким се насмее сриката. И така некако сите работи се спремни, само се чека на креативниот дел на мојот дел и еве конечно можам да кажам дека од оваа есен ќе стартуваме. Мене ми падна едно подпрашање на памет. Дали се прават пошто моделите се кучиња, дали се прават мини модели за малите кучиња и макси модели за поголемите кучиња или тоа е еден унифициран број кој може да го носат сите кучиња? Искрено, вака личи многу лесно, а всушност е многу тешко да се прави облека за миленици, затоа што сите раси се различни. Различни, да. Кога ги правевме прототипите првични, освен моите две кучиња што беа моделки, беше и на мој другар кучето, Грета, што се зезам секогаш дека ми е бренд амбасадорка, што всушност е иста големина како мојата мини, ама едноставно е подолга, затоа што е таква раса. И едноставно истиот крој, ама јакничката е кратка, значи мора да биде подолга. Исто така тука има и други раси на кучиња, значи во Македонија има во секоја земја си има некоја раса што е позастапена и затоа на пример добро првично јас нормално ќе се насочам само на локалниот пазар, ама во иднина долго се решам да продавам и надвор, ќе морам да ги модифицирам, имаме тука кучиња со долг врат, значи што кај нас на пример ги нема. Така да не е така просто како што личи. Пократки ноџиња, подолги и такви работи. Исто има и кучиња, на пример, мини, едноставно не сака да ја облекуваш многу да ја замараш, ама зимно време и студи. И сега тоа што ќе го облечам мора да биде многу лесно. Цап, значи да не ја замарам, за разлика од некои кучиња што ги облакаат во цели скафандери, зашто исто им студи. Морам тука да напоменам дека многу ми е важно за етикетата тие облеки да бидат заради тоа што се потребни, значи животните не се наши кукли, ако сакаме кукли да си купиме барбики. Не е поентата да бидат инфлуенсери, туку поентата е доколку имаат потреба и доколку навистина им е ладно, особено помалите раси, да ги облечеме за да не настинат. Значи не чисто да ги фотографираме за да добиеме лајкчиња на социјални мрежи. Само практично.
Да, само од практична намена, значи тоа е поентата на етикетата. И уште едно подпрашање имам. Како може да се шири овој бренд што ќе биде за миленици? Дали може да се аплицира на мачки, на други миленичиња и така натаму? Мене на глава ми паѓа денеска гледа видео со една желка, например. Не ми текна како се каже желката, меѓутоа желката му прави неговата собственичка или газдарица, не знам како да го наречам тоа. Па односот може би е по семеен и некако му става капчиња од цвекиња. И такви видеа прави. Каде може да се шири овој бренд во однос на другите миленици? Ќе има додатоци, значи за мачките. Тоа не верувам дека ќе го има одма првата година, ќе видиме, зашто сепак сите овие работи се работи кои треба да се тестираат, не е само чисто пуштаме онака на пазарот, сепак и јас немам фабрика позади мене. Немам огромен тим на луѓе со кои што работам. Да, ќе има одредени додатоци и ќе видиме понатака. Исто во моментов се преговара и со Марија Дуда која го има Countryside ранчот. Да им направиме зимоска џампирчиња на животните таму заради потреба. Но ќе видиме здравје. Мислам, опции има многу, целиот концепт е многу интересен и пред се, мислам, јас многу се радувам, но да не ја заборавиме и практичната намена и потреба, а не само лекчињата. Така е, супер. Кажи ми, кои се конкретните решенија за брзата мода? И што е брзата мода? Пред се. Така е, да. Да имаше решение, ќе решиме да сега. Конкретно решение... Извини што ќе те прекинам. Имам читано повеќе интервјуа на оваа тема. Мислам дека едно и со тебе, така што горе-долу знам што како, ама фино е да се подсетиме уште еднаш. Брзата мода, што е всушност брзата мода? Например, јас ќе кажам за мојот процес. Првично правам истражување за мојата колекција инспирација, па потоа тоа се црта, па се прават, нели, првите кроеви, се набавуваат материјали, значи се е тоа процес од многу чекори. Додека пак брзата мода буквално за неколку часа може да се сушиат парчиња само затоа што ќе видат дека некоја светска ѕвезда носи нешто или е модната недела и некој од светските брендови има нешто, па одма се прави некоја ефтина варијанта и на крај таа цена е многу пристапна. Работата што е, мислам, најголемиот проблем што е тука, освен што материјалите не се како што треба, не се квалитетни, тоа не може долгорочно да се носи. Цената е преевтина за нели секој да може да си го дозволи, нормално и ради економската моќ народот. Не можам јас да кажам не купувај брза мода затоа што едноставно тоа е економската моќ на луѓето. И цената е преевтина што ни покажува дека всушност некој во тој синџир, во тие чекори на правење на тоа парче материјал страдал. Така е. Газдата не страда тука, зашто газдата секогаш ќе има најновиот џип и најновата што и да е, најновиот телефон и whatever саат, што и да е. Но најчесто тука работникот е тој што е жртва. Има најразлични петиции, може слободно да изгуглате, има една страна payyourworkers.org, мислам дека беше, или com, не сум сигурна, мислам дека org, каде што може да ги видат кампањите од светските брендови, каде што има петиции, каде што ги тера да ги платат работниците. Еве имаше пример пред неколку години кога беше светското првенство, мислам дека фудбал вајла беше, каде што останаа неисплатени работниците од Adidas. За дресовите што ги шиеле за првенството, додека пак фудбалерите кои ги носеа тие дресови им беа заштитни лица, беа платени милиони. Така. Значи, тоа е уствари всушност брзата мода, дека секогаш некој страда, освен што страда животната средина затоа што тие работи не се квалитетни и полесно и дури поевтино ние да ги фрлиме и да си купиме ново, отколку да го однесеме на Шнајдер на кројач да го поправиме. Тука и некој во синџирот најчесто страда. Не е само да кажам сега не купувајте, и јас некогаш купувам, значи не сум безгрешна. Толку е и мојот џеб, значи да бидеме реални. Туку работата еве сега период на распродажби, место да купиме 5 работи само затоа што се ефтини и што кога ќе стигнеме дома ќе ги оставиме во кеса затоа што ни поминал тој допаминот, среќата, моментот да ги купиме и веќе не ни се битни. Да размислиме, дали имам јас ова со што да го искомбинирам. Дали ќе го носам, дали е лесно за одржување, може е нешто што треба специјално да се пере на рака, знаеш дека немаш време да го переш на рака и тоа значи дека нема да го носиш. Така е, да.
Така да, сето тоа е дел од брзата мода. Тука се и покрај импулсивните купувања имаат удел и голем дел на инфлуенсерите, затоа што тие се потикнати од големите брендови да ги рекламираат за што повеќе нивните следачи да ги купуваат. Значи не е одржливоста не значи кратење на своите задоволства. Кај нас многу често се меша со кратење на задоволство. Не е кратење. Ако тебе тоа парче облека ти се допаѓа и сметаш дека ќе го носиш и дека е како што треба, купи си го. Да. Независно ако е од бренд на брзата мода. Ама не купувај уште 3 други само затоа што се 200 денари. Она што многу ме болеше, буквално вчера беше во една продавница видов, имаше шорцеви што беа 120 денари, а пијачка во кафич нема веќе за 120 денари. Така е, да. Значи колку е платен тука работникот за тоа парче да може да се продава таа цена. Значи некој тука страдал, а не е само работникот, значи не се само шивачите, кај се луѓето што го берат тој материјал доколку е природен или го произведуваат тој материјал доколку е полиестер. Каде се луѓето што го пакуваат, што го пеглаат, што го ставаат на закачалка, луѓето во продавницата, значи цел е тој еден синџир на луѓе и некој во тој синџир мора да страда. Не е платен како што треба. А најчесто се тоа всушност за жал работниците во фабриките. Според тебе решението е да размислуваме пред да купуваме. Так. Да гледаме етикети, тоа што не се прави, тоа е мојата голема порака до младите, на трешните етикети да си ги гледате, не само брендот од кој е, туку таа што е внатре, да видите дали е 100% памук, дали е, значи да обрнувате повеќе внимание, особено ако седите некои маечки, тишерт кои што сите ги носиме, не може таа маечка да е 100 денари, а да биде 100% памук, значи сигурно е мешана, а не знае секој од допир да процени, некогаш има, дури јас некогаш не можам од допир да проценам, иако тоа имаше баш рилс еден на Инстаграм, што е работата на дизајнерите и само пипкаат на модните дизајнери, такви сме само пипкаме материјали. Јас никогаш не можам точно да проценам, ама затоа секогаш треба да ги гледаме внатрешните етикети. Тоа се случува и кај џемперите, значи имаме преевтини џемпери, ама не, тој материјал е полиестер и кога ќе го облечеш, особено па и тинеџерите што им работат хормоните и повеќе се потат, ќе мирисаш на километар и не е многу пријатно. Так, супер. Веќе ми ја кажи пораката до младите, нели? Меѓутоа, дали сметаш, дали мислиш дека еве конкретно Македонија да се биде она еко-френдли или еко-пријателски, дека е лесно? Гледаме дека не е лесно, меѓутоа како да го направиме полесно? Пак ќе го потенцирам тоа, не е жртвување. Значи, ако нешто сакаш да си го купиш, купи си го, ама размисли. Или ако нешто веќе не го носиш, не се срами, подари го на другарката или соберете се неколку пријатели, разменете си ја гардеробата ако имате некој сличен стил. Па потоа ако тоа што ќе остане, донирајте го, затоа што и донирањето не е решение. Кај нас секој нешто што не носи бара некаде да го донира. И за жал, и организациите што работат со донации имаат па и премногу донации, а некогаш и тие донации не се соодветни. Не можете матурските фустани да ги давате за место каде што не е соодветно. Значи, да, во април, мај, кога има одредени повеќе организации, во ред, донирајте ги фустаните, што не ги носите, ама имаше за земјотресот со Турција, донира штикли и фустани, мислам, малку размисли. Нема никаква логика, да. Нема ништо срамно и во купување облека од втора рака. Јас дури многу се радувам што тоа полека стана тренд, затоа што пред многу години кога бев на студии во Италија, кога таму си купував секонд хенд, кога ќе дојдав тука и самите мои другарки ми викаа, нели ти е гадно кој тоа кузна кој го носел. А никој не размислува дека кога ќе отидеш во трговски и ќе пробаш нешто, некој тоа го пробал пред тебе. Мислам, особено од женската гардероба, колку пати има цели со пудри и сфлекани облеки. И не само еднаш, некој го пробал тоа повеќе пати. А да не збориме како тоа се шутира позади во магазини, дека ништо не седи како што треба. Страшно. Лани баш правевме декември, ноември, така нешто пред Божик, пред Нова година, у Карчаген направивме како second hand exchange, размена. И прво мислевме со дечкиве што го правевме тоа, онака дека нема да имаме, никој нема да донесе, онака и со тие што колеб со работка што правевме у Корчаген, беа како окей, без очекувања све тоа. Искрено ја не се надевав нешто многу.
луѓе, вие не сте свесни колку кеси собравме онака. Прво имаше премногу луѓе, бе, еве. И тоа не е да кажеш некој, не знам, малецки. Имаше и облека од помали кои биле и сега не им треба. Меѓутоа имаше онака облека што беше квалитетна кошула, вика, па не ги носам, имам многу бели кошули. И луѓето почнаа да се зимаат. Сега имаше некои коментари тук таму, не знам. Абе, гадно ми, абе, не би го земал. Пардон, не би го земала тоа, ова, она, а имаше луѓе онака као, имаше, многу зборам имаше, меѓутоа, стварно имаше добра бројка на дечки што земаа, што донесоа и на крај тие што работите што остана ги донирав му Црвен крст и тоа беше така се фан. Да, па на такви, мислам, јас исто многу се радувам што има се повеќе такви. Пред многу години ние со кога бев член на Fashion Revolution Македонија, направивме таков настан во Public Room. И знам дека собрав исто многу облеки на закачалките, ама работата беше секој што ќе донесе и да си земе. Да. И исто имав пријателки што, ама не знам, па глупаво ми е, викам, значи не, поентата е тоа, значи некогаш треба и да се седне и да се разговара со тие луѓе, дека работите да циркулираат, зашто и вие тоа што сте ги однеле во Црвен крст не е решение. Да, Црвен крст ќе ги дадат, ама Црвен крст добиваат донации од цела Македонија, што и самите не можат да постигнат. Во ред тие што се понови ги изложуваат во копче. Ама не е тоа трајно решение. Работата е да пробаш, баш на англиски се вика keep it in the loop, да пробаш да го задржиш во кругот и најубаво е кога тоа првично е твојот круг на луѓе што ги знаеш, а потоа понатака нели се шири. Мислам, јас уште од многу порано, без да знам за одржливост, со другарките сум им давала облеки. Или мојата најдобра другарка од основно работи во банка, мојот стил е скроз различен со нејзиниот. Ама некои кошули што не знаев дека нема да ги носам, а сум ги купила некогаш и ги поклонив на неа, затоа што знам дека она барем ќе ги носи. Мене ми седат, ми фаќаат место на закачалка. Сосем случајно, минатата година улета во Данска, во градот Роскилде, во плетачки клуб. Кул. Во тој плетачки клуб имаше волница да се купи, ја купуваш волницата, седнуваат. Немаше машко, јас бев единственото машко, зашто беше и кафуле. Јас бев единственото машко кој ја гледав и ми беше чудно, јас не знам што прават жениве. И тоа имаше од секаква возраст жени. И тие си плетат и си прават муабет. Тоа што ќе го направат, го изложуваат за продавање. Парите што ги собираат, ги донираат во шелтер, во едно, во друго, во трето. Значи, се прави една цела низа на нешта, каде што ти не плаќаш, волницата е веќе купена од тој што го плете, и практично джемперот што ќе биде изработен го плаќаш многу поевтино отколку да купиш некој джемпер кој е марка и кој ова е хендмейд, значи рачна изработка. Да. И за мене беше тоа многу фасцинатно како некој еколошки успел да го сврти кругот и дури парите за тоа да се донираат за, не знам, шелтер на кучиња или така натака. Да, тука мора да споменам дека облеката има исто и многу голема сентиментална вредност. Сите си имаме нешто што така ни е драго, што нешто убаво се случило кога сме го носеле или ни е поклон од мајка, баба. Значи има некоја сентиментална приказна и голем дел од луѓето па и заради тоа некојаш и не сакаат да ги пуштат овие работи, колку и да се стари, да се распаѓаат, да едноставно така си ги чуваме, ама и тоа не е одржливо, само да ти седи дома во шкаф, а да не го носиш, да се едноставно само да ти фаќа место, да не остави простор за нови работи, не е решение. И затоа од минатата година ја започнав услугата на пачворк, значи каде што може да ми донесат стари облеки кои така имаат некоја сентиментална вредност, да се исецкаат во одредени мали парчиња и да се изработи значи некое ново парче, што ќе едноставно ќе биде уникат, ќе биде само едно и ќе се задржи таа сентиментална вредност што си ја има за оној кој ми ги донал тие облеки. Супер. Значи имаме идеи, само треба имплементација и решение. Само треба, така е. И многу желба и валјда упорност и дисциплина како што. Да, дисциплина е највеќе. Дисциплина. Дисциплина е за себе живот, мислам. Супер, ја мора да привршуваме. Да. Така да, Ирина, фала ти многу за гостувањето денес. Стварно не беше мерак шо. Ја би ти поставила уште многу прашања ми изникна, меѓутоа тоа е тоа. Така што сакаш нешто да кажеш за крај? И јас да ти се заблагодарам, многу убав муабет си направивме. Благодарам на поканата и се надевам дека ги отворивме очите и ушите на некој. Колку можеме, да. Вашите гледачи, слушатели. Да. Ви благодариме на вас, дечки, ви благодариме што слушавте официјалната епизода од подкастот Green is Easy, заеднички проект на Hellenic Youth Participation, Go Green Skopje и Las Niñas de Tu.
Сакаме да ги слушнеме вашите диви откачани зелени совети, па дали ја претворивте вашата стара чорапа во држач за растенија или пак користевте лушпи од банана за да ги светнете чевлите, никош нема да знаеме. Споделите ги вашите креативности со нас на социјалните мрежи со хаштагот Green is Easy подкаст или пак Green is Easy, колку подкачано толку подобро, така што дечки до следен пат бидете зелени.